Беше тоа на 16 април 1903 година, кога Димитар Мечев, Илија Трчков и Милан Арсов извршиле атентат на железничката линија Солун-Цариград. Од експлозијата биле оштетени локомотивата и неколку вагони, но од патниците немало повредени. На 16 април Димитар Мечев и Илија Трчков се обиделе да го кренат во воздух резервоарот во фабриката за гасно осветлување, но не успеале бидејќи стражарот ги избркал. По неуспехот тие се разделиле, а Трчков фрлил бомба во австриската пошта. Гавазот, обидувајќи се да ја исфрли бомбата, му експлодирала во раце. По атентатите Мечев и Трчков се вратиле во својот стан и оттаму почнале да фрлаат бомби врз турската војска. Откако фрлиле 50 до 60 бомби, се самоубиле за да не бидат фатени од турските власти. На 16 април 1903 година загинал Цветко Трајков, македонски револуционер кој им се придружил на гемиџиите. Како нивни член учествувал во солунските атентати. Тој добил задача да го ликвидира солунскиот валија Хасан Фехми Паша. Цветко го следел валијата кој се обидувал да го убеди населението дека ќе биде воспоставен редот и мирот во Солун. Трајков прави обид за извршување на атентатот, но телохранителите на валијата го тргнале од пајтонот и тој се оддалечил малку и активирал бомбата, седнал врз неја и се разнал пред очите на валијата. Беше тоа на 16 април 1924 година, кога во Кочани е роден Стево Теодосиевски. На почетокот на 50-тите години од минатиот век работи како корепетитор на програмата на Радио Скопје. Во 1954 година ја запознава Есма Реджепова, која подоцна ќе му стане животна сопатничка. Во периодот од 1960 до 1989 година Стево и Есма Теодосиевски живеат и работат во Белград, а потоа се враќаат во Скопје. Низ нивниот дом поминале 47 деца кои биле израснати и воспитани во традиционален дух, достојно да ги наследат своите родители. Ансамблот Теодосиевски има одржано повеќе од 20.000 концерти, од кои околу 2.000 хуманитарни. Има издадено 108 сингл плочи, 20 лонгплей плочи, 32 аудиокасети, 15 компакт дискови, 6 видеокасети и има снимено 12 емисии од по 30 минути за македонската радиотелевизија. Почина на 9 април 1997 година. На 16 април 1945 година 15-тиот македонски партизански корпус доби налог да го пробие Сремскиот фронт. При тоа кај Врполје загинале 210 партизани борци од Македонија. Големите жртви се должат на фактот што војниците на корпусот биле опремени само со лесно пешадеско вооружување. Од вкупно 25.000 борци и старешини, на Сремскиот фронт загинале најмалку 1674 борци, ранети биле 3400, а за исчезнати се сметале 378 борци и старешини. Беше тоа на 16 април 1945 година, кога во Скопје, на второто воредно заседание на АСНУМ, што се одржа од 14 до 16 април, биле донесени значајни акти за натамошниот развој и афирмација на македонскиот народ. Меѓу другото, АСНУМ е преименуван во Народно собрание на Демократска федеративна Македонија. Најзначаен акт донесен на заседанието е формирањето на првата влада на Демократска федеративна Македонија. Прв председател на владата беше Лазар Колишевски. Формирањето на владата спаѓа меѓу најзначајните државноправни акти, со кои е заокружено конституирањето на народната власт, како и афирмирањето на државната и националната самобитност на македонскиот народ. На 16 април 1950 година е роден Раде Силјан. Работел како новинар во студентски збор Наш свет, Железничке новине и Радио Скопје. Бил главен уредник на третата програма на Македонското радио и генерален директор на Македонска книга. Исто така, тој е основач и директор на книгоиздавателството Матица Македонска од Скопје. Силјан е член на Друштвото на писателите на Македонија од 1982 година. Во 2 мандати бил председател на Друштвото на писателите на Македонија, како и председател на собранието на Друштвото. Главен и одговорен уредник на едицијата Македонски искушенија и член на редакцијскиот одбор за подготовка на издавачкиот проект
135 тома македонска книжевност. Почесен член е на Македонското друштво за наука и уметност во Битола. 24 негови книги се преведени на англиски, руски, турски, грчки, италијански, бугарски, српски, украински, полски, латински, романски, црногорски, влашки, словенешки, бошњачки и албански јазик. Беше тоа на 16. април 1991 година, кога Собранието на Социјалистичка република Македонија го усвои насрт амандманот за бришење на атрибутот социјалистичка пред името на Социјалистичка република Македонија. На 16. април 2007 година во Хаг започна судскиот процес против поранешниот македонски министер за внатрешни работи Љубе Бошковски за наводни воени злоупотреби во конфликтот во 2001 година. Покрај Бошковски обвинет е и Јохан Тарчуловски. 16. април е светскиот ден на културното наследство.